Продолжуваме ние понатаму со гости во студиото и една интересна тема. Имено денес младите се на раскрсница, стојат пред изборот кој што ќе им го обликува нивниот пат во животот. Како да се одлучат за вистинскиот факултет? Како да се подготват за иднината и да најдат можности за работа и пракса? На овие прашања ќе се обиде да одговори Саемот за образование, кој овој викенд на 15 и 16 март ќе се одржи во Скопје Сити Мол. Овој настан ќе собере над 80 факултети од Македонија, академии за дигитални вештини и бројни компании кои што ќе понудат можност за младите да се поврзат со пазарот на труд. Саемот е единствената прилика за средношколците, но и за студентите да се информираат за образовните можности, но и за кариерните патишта што ги очекуваат. Нашиот денешен гостин овдека во студиото е Гоше Николов, основач на Студентарија, кој практично се јавува и како организатор на овој важен настан, а ќе разговараме за тоа како Саемот за образование им помага на младите да донесат и информирани одлуки секако за својата иднина. Гоше, ти благодарам што ја прифати поканата и што ова утро си заедно со нас овдека во утринската на Сител телевизија. Добро утро, Иван. Поздрав и до вас и до гледачите. Ви благодарам за поканата и за одличната најава на Саемот кој што ќе се случува викендов. Гоше, ке овој разговор опатиме практично два аспекти. Ке зборуваме нели за Саемот и можностите за младите, но и потребите на младите за подготовка на пазарот на труд. Би започнал со она за тоа да ни информира што представува овој Саем за образование и кои се неговите практично главни цели. Така. Многу убаво, како што кажавте и вие во најавата на Саемот. Значи, идејата за Саемот за образование 2025 кој што го организираме ние, Студентарија, како најголемата студентска платформа и најголемата студентска заедница во Македонија, во соработка со Трговскиот центар Скопје Сити Мол, е на едно место да собере, сега веќе имаме и над 12 универзитети кои што заедно бројат повеќе од 90 факултети, потоа имаме академии за дигитални вештини и продажба. И е замислен како можност каде што матурантите и студентите ќе можат да дојдат и да ја донесат една од најважните одлуки во нивните животи, а тоа е можноста за, односно одлуката за продолжување на образованието, доквалификација, професионален развој и така натаму. Значи, она што ќе се случува, што ќе им понудиме ние на матурантите, кои што ќе бидат во фокус на овој Саем, втора година поред, минатата година ни беше прва. Сите овие 12 универзитети и 90 плюс факултети ќе ги представат нивните студиски програми, уписни рокови, можности за кариера, за стипендии, ќе го представат животот на универзитетските кампуси во студентските домови и така натаму, се со цел матурантите и идни студенти нели да бидат многу добро запознаени со она што ги очекува и да ги соберат сите информации кои што ќе им бидат потребни за да донесат добро информирана одлука за нивното образование. Универзитетите ќе ги представуваат и нивните програми за постдипломски студии, за трет циклус на студии, така што и оние актуелни или тековни студенти исто така се поканети можат да дојдат за се со цел нели оние да се информираат за тоа каде можат да го продолжат нивното образование. Она што би сакал да го напоменам е дека ќе учествуваат исклучиво универзитети кои што функционираат во Македонија, затоа што некако позадинската идеја на Саемот е да ги задржиме нашите студенти да студираат тука. Со тоа ние нели не велиме дека е лошо да се студира надвор, апсолутно, затоа имаме стипендии какви што доделува државата за студирање на најдобрите 100 универзитети во светот според Шангајската листа, но тоа студирање надвор во најголем дел од ситуациите и оние студенти кои што заминале, мораме да го прифатиме фактот дека речиси не се ни вратиле, односно не продолжиле подоцна да работат тука и да го искористат знаењето што го научиле таму, така што ние сакаме да го испромовираме македонското високо образование, а понатаму за квалитетот на тоа високо образование нели треба да работат сите засегнати страни, меѓу кои што се нели државните институции, високообразовните установи, компаниите и така натаму. Освен класичните информации за студиските програми, за уписот, Саемот нуди и кариерно советување, како ќе изгледаат оние работилници кои што се најавени, што може младите да научат од нив? Додека факултетите и универзитетите ќе имаат она штандовско излагање, ајде така да го кажеме, кое што патем ќе биде интерактивно и ќе можат навистина да се видат најразлични
реквизити и материјали поставени низ трговскиот центар во текот на овој викенд. Паралелно во една од киносалите на Cineplex ќе се случуваат и панел дискусии и работилници кои што ќе бидат наменети за матурантите и за студентите. Например, првата панел дискусија ќе биде наречена како да избереш идеална студиска програма во која што HR професионалци, кариерни советници и студенти кои што се во последните години нели на завршување на студии ќе им споделат искуства и совети на идните студенти за тоа како да размислуваат се со цел, пак ќе кажам, да донесат вистинската одлука за продолжување на нивното образование. Дополнително ќе имаме катче за кариерно советување, односно ќе имаме 3 програми за кариерно советување, односно 3 кариерни советници кои што ќе работат со оние матуранти што можеби се уште не донеле одлука што сакаат да работат или што сакаат да запишат и да изучуваат, затоа што на 18 или 19 години не секогаш и не секој од нас знае што сака да биде и знае, ги има сите потребни информации за да расудува, така што преку тоа кариерно советување сакаме да на некој начин да ги насочиме согласно нивните интереси и животни цели, да им кажеме нели каква студиска програма да изберат. Меѓу другите содржини кои што ќе ги понудиме од аспект на работилници и мастер класови, имаме работилница за ментално здравје и таа ќе биде наменета за матурантите, затоа што голем дел од матурантите например ќе студираат надвор од местото на живење. Например, јас сум од Кочани, сум студирал во Скопје, некој од Гевгелија ќе се запише во Штип и така натаму, така што студирањето во друг град со себе си носи и низа предизвици по менталното здравје, самото живење во нов град, нова средина, одговорностите кога е семејство и кога си сам нели со студентски дом, живење надвор од дома, надвор од семејството со кој што си бил 18-19 години и така натаму, потоа тука се секако и стресот и анксиозноста кои што доаѓаат со самите испитни сесии, колоквиумски сесии кои што се разликуваат од оние тестови и испрашувања кои што биле во средно, така што професионални психолози ќе работат со младите, ќе работат со средношколците, се со цел да ги подготват и да им го олеснат процесот на адаптација кога ќе дојде момент нели тие да почнат да живеат надвор од домот во кој што живееле до сега. Имаме тука секако и низа работилници за тековните студенти. Една од нив ќе биде работилница за тоа што бараат работодавците денеска од младите кандидати, затоа што во последните години на студии или откако ќе дипломира студентот, нели време е за прва, ајде така да кажам, официјална работа, така што ќе им понудиме и практични вештини за тоа како да се подготват за првото интервју, како да го напишат CV-то, мотивационо писмо, како да ги средат LinkedIn профилите или другите профили на професионалните социјални мрежи. За да бидат спремни за да излезат на пазарот на труд? Апсолутно. Да. Тоа е идејата. Дали годинива има некои новитети или пак специфични активности што го издвојуваат овој настан од претходната година? Еве вистински можеби куриозитет е да споменеме во овој момент дека овој најголем настан за младите, односно нели за средношколците и за студентите се случува во главниот град на државата, но ќе имаат можност и од внатрешноста средношколците да дојдат и да присуствуваат на овој практично саем, организиравте и така превоз од неколку градови во државата? На наше големо задоволство, општините ја препознаа ваквата иницијатива и прифатија во соработка со нив да организираме бесплатен превоз за матурантите од внатрешноста. Имаме договорено организиран транспорт од повеќе од 10 општини од внатрешноста на државата. Значи, општините во соработка со средните училишта од тие градови ќе ги донесат матурантите тука во Скопје, кој што овој викенд ќе биде центарот на македонското образование, се со цел нели да си ја донесат, пак ќе кажам, одлука за продолжување на нивното образование. Она што годинава се разликува од минатата е што ќе имаме присуство на уште поголем број компании кои што ќе ги представат нивните можности за пракса и вработување за оние кои што веќе нели се студенти кои што се пред дипломирање и пред излегување на пазарот на труд, така што идните вработени ќе имат можност да се запознаат со компаниите, со нивните приказни и со можностите кои што ги нудат. Би сакал сега во следните минути накој да продискутираме за потребите на младите, подготовката за пазарот на труд. Честопати, па еве и во најавата за овој саем се зборува за дигиталната писменост. Колку се свесни младите за незината важност и практично како на кој начин саемот ги запознава со академии за дигитални вештини?
Мислам дека младите се многу добро запознаени од потребите да бидат дигитално писмени, затоа што оваа генерација на млади кои што веќе се студенти практично се родени со технологија во раце, за разлика од можеби мојата генерација и генерациите од пред мене, така што тие се и повеќе од свесни нели за користа на дигиталните вештини, дигиталните алатки. Мислам дека можеби повеќе високообразовните установи и компаниите треба да го промовираат, да ја промовираат таа дигитализација во рамки на нивните програми, во рамки на нивните средини, затоа што, како што кажав, младите веќе живеат со таа технологија во рака и тоа треба да се отслика нели и за време на студиите во академската средина и секако во бизнис средината. Гоше, се чини дека често постои јас меѓу тоа што младите учат на факултет и тоа што е потребно на реалниот пазар на труд. Како може да се надмине според тебе овој предизвик? Квалитетот на образованието е тема која што секогаш отвара интересна дискусија. Јас би кажал дека реалноста е дека имаме универзитети со традиција и одлични професори кои што вложуваат во нивните студенти, но исто така, да, како што кажавте вие, доаѓаме до ситуација каде што се соочуваме со предизвици кога станува збор за поврзаноста на образовниот процес и пазарот на труд. Сега според некои податоци на Министерството за образование и наука, во Македонија има над 1000, па можеби и над 1200 студиски програми. И она што е интересно е дека на десетици од овие студиски програми годишно некогаш не се запишува ниту еден студент или се запишува еден студент, два студента, 3-5 студенти и така натаму. И сега причините зошто овие студиски програми се избегнуваат под наводници може да бидат нели бројни. Една од нив секако е тоа што можеби постои суфицит од тој кадар или можностите за вработување по дипломирање се намалени. Така што наместо ваквите студиски програми повремено да се ставаат во мирување или пак да се укинат, тие продолжуваат да се одражуваат, што придонесува кон оној предизвик на поврзаноста што спомнав помеѓу образовниот процес и пазарот на труд. Сега она што треба да се направи е на иста маса да седнат државните институции, бизнис фелата, високообразовните установи и представниците на студентите за да се направи една сериозна анализа за она што и треба на државата, какви кадри требаат на државата, од какви кадри државата има нели доволно капацитети. И ова е нешто на кое што јас мислам дека веќе и се работи. Ако судиме според изјавите на министерката за образование и наука неколку наврати изминатава година, таа кажа дека од наредната академска година 2025-2026 ќе се направи измена на конкурсите за уписи на универзитетите, односно ќе се направи ревизија на квотите на студенти кои што се примаат. И сега повторно според изјавите на Министерството за образование и наука и знаците кои што таму ги даваат, велат дека наводно во државата има премногу правници, премногу економисти, премногу студиски програми, административни студиски програми, а од друга страна недостасуваат математичари, физичари, хемичари и така натаму. И она што државата го прави е што токму за овие струки математика, физика и хемија студентите кои што учат на вакви студиски програми, исто како и земјоделски, шумарски и ветеринарни науки, државата од пред 2 години воведе значително повисоки стипендии, ако останатите стипендии од социјална категорија и другите стипендии за успех изнесуваат 6050 денари месечно, за овие студиски програми кои што ги наведов хемија, математика, физика, земјоделски и слично, се 3 пати повисоки, односно изнесуваат 18000 денари месечно, што е еден добар показател за тоа како државата ги насочува младите во кој правец да размислуваат нели какви студиски програми да одбираат. И мислам дека ова дава резултат и дека бројот на студенти кои што ја одбираат вакви студиски програми се зголемува. Но пак ќе кажам, потребна е соработка помеѓу високообразовните установи, компаниите, така и затоа мислам дека настани како што е сајмот за образование се одлични затоа што буквално сите овие страни кои што ги спомнав ќе се сретнат, ќе се состанат, ќе се вмрежат, така што ќе разменат идеи, размислување и слично, исто така ќе продискутираме и како дел од официјалната агенда. Така што придобивките се одлични за сите вклучени и засегнати страни. Од твоето искуство со студентарија, кои се најголемите предизвици со кои се соочуваат младите при изборот на образование и кариера?
Веројатно би рекол недостатокот на информации за Генерално студиските програми, за студиските програми, информации за тоа како да размислуваат, како што кажав. Тука доаѓаме до делот со кариерно советување и затоа мислам дека сега неколку организации всушност почнуваат со пилот програми на кариерно советување уште во средно училиште, се со цел нели средношколците уште од таа возраст да почнат да размислуваат во која насока нели треба да се движат во однос на нивното образование. Според мене тоа можеби треба да се прави уште порано, уште во основното образование, но пак би рекол дека недостатокот на информации и насоки за тоа во која насока да се размислува се едни од најголемите предизвици при изборот на образование. Сега понатаму кога ќе станат студенти, од искуствата на студентарија, студентите се соочуваат и со низа други предизвици кои што еве ние како нивна најголема поддршка како платформа која што секогаш редовно ги известува за се што е поврзано со студентски живот, за животот на универзитетите во студентските домови, стипендии, субвенционира студентски оброк и друго. Се обидуваме заедно со нив да ги притиснеме оние кои што се одговорни и мислам дека правиме навистина добра работа и дека студентскиот глас се слуша на тој начин. Само ќе споменам дека Саемот за образование 2025 ќе понуди уникатна можност за младите да ги истражат практично и своите опции за студии и за кариера, да се поврзат и со универзитетите и со компаниите и практично да се подготват за иднината. Да не заборават нашите гледачи 15 и 16 март во Скопје Сити Мол настанот што може практично да го промени вашето образование и кариера. Нашиот гостин Гоше Николов ни откри повеќе за оваа значајна иницијатива и како младите може да ја искористат за своето подобро утре. Гоше, ти благодарам многу што ово утро беше заедно со нас. Ви посакувам многу успех на престојниот Саем за образование и понатаму секако да се негуваме да не биде фокусот младите и студентите и матурантите, пошто тие младината ни се нели иднината на нашата земја. Така е. Иван, ви благодарам и јас за поканата и за можноста и се придружувам кон поканата до сите ученици, студенти, нивни родители и секој оној кој што е заинтересиран или да се вклучи во овој, како што кажавте и вие, најважен, веројатно, едукативен и образовен настан во нашата држава оваа година.